Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во последното издание на емисијата 24 за животот, но за оваа работна седмица. Ќе одмориме викендов од емисиите, но во секој случај од понеделник повторно со нови гостувања и, како се велеше тоа народски, нови сили. Ќе разговараме во денешното издание за тема која што е поврзана за младите, значи оние кои што сте дома и можеби сте повозрасни, убаво да се стокмите сега пред вашите екрани и да си следите, бидејќи може да добиете идеја и да им ја пренесете на вашите деца или внуци. Станува збор за европските програми за образование и млади, кои што се организираат преку Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Република Македонија, каде што ќе разговараме детално околу многу работи кои се поврзани со овие програми и како впрочем младите може да ги искористат. Заедно со мене во студиото директорот на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност Дарко Димитров, не композиторот, туку Дарко Димитров, кој што се функционира строго на европското образование. Добар ден. Добар ден. Како сте? Добро, одлично. Ви благодарам на поканата. Често ли ве замешуваат со композиторот? Се случило неколку пати. Мора малку да се насмееме, сепак е попладневен период, не е нешто каде што треба да бидеме пресериозни. Всушност и самото она за што ќе разборуваме и покрај тоа што е сериозна тематика се однесува на млади, а младите се тие кои што впрочем својата прогресивност ја искажуваат со многу повеќе знаење кое што го прибираат. Ќе може на ти да преминам во текот на разговорот, нема да ви пречи. Апсолутно. Да. Кажете ми прво вака, зборуваме значи за Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Што представува конкретно, бидејќи ајде европски образовни програми е јасно, но што представува делот со мобилноста? Точно. Националната агенција за европски образовни програми и мобилност е агенција која што е дел од поширока мрежа на национални агенции кои што функционираат во сите земји членки на Европската унија, вклучително и земјите кои што се аспирираат за членство во Европската унија, и се работи за јавна институција која што е основана со закон во Република Македонија, а основна цел на институцијата е да ги имплементира или да ги управува европските образовни програми за образование, обука, млади и спорт, и да управува со мобилностите, како што спомнати, кои што произлегуваат од нив. Во однос на мобилноста, всушност ќе потенцирам дека во секој проект кој што е поврзан, во сите наши проекти кои што се поврзани со нашата работа или во програмата Erasmus+, една од главните компоненти во сите проекти е всушност мобилноста или движењето помеѓу граници на луѓето кои што работат во образованието, обуката, спортот и младите. Така затоа е всушност стои зборот мобилност, бидејќи една од компонентите на сите наши проекти е да во самиот себе има инкорпорирана некаква мобилност. Или некој да дојде во Република Македонија, или некој од Република Македонија да излезе кон европските земји. Делот со мобилноста особено ми се допаѓа со оглед на тоа дека станува збори за размени кои што еве и вие и ти ги спомена. Во однос на тоа, за какви програми зборуваме? Значи, која е носечката, главната програма која што вие долготрајна и одржлива и другите програми кои што можеби дополнително се пропратни на сето тоа? Точно така, и затоа тука ќе им порачам и на повозрастните да останат со нас и да не гледаат, бидејќи во програмата која што имплементираме во име на Европската унија, всушност има и добар сегмент кој што е наменет за образованието на возрастни, во смисла на доживотното образование на луѓето. Инаку, основната програма во овој момент е Erasmus Plus програмата. Всушност Erasmus Plus програмата е програмата која што имплементираат националните агенции во периодот 2014-2020 година. Тука ќе потенцирам дека се работи за програма која што е програма наследник на повеќе други програми кои што можеби на гледачите ќе им звучат познато. Тоа се програмите Доживотно учење, програмата Млади во акција, програмата Темпус, Мундус и така натаму. Европската комисија во овој момент се реши, во 2014 година се реши да формира една поцентрализирана програма која што ќе ги опфати сите активности кои што ги опфаќа повеќе од 11 програми, и со тоа значително да побара од Европскиот парламент и од Советот на Европа зголемување на буџетот кој што е во сегментот кој што е безициран за сегментот образование, обука, спорт и млади. Па така оваа програма во овој 7-годишен период 14-20 доби буџет, доби согласност од страна на Европскиот парламент и Советот на Европа во износ од 14,7 милиарди евра, што представува значително зголемување во однос на тоа што го издвојуваше Европската комисија
во претходниот период, во претходниот програмски период 2007-2013 година. Голема сума е тоа, не разбирам ја што значи тоа. Да, сумата е всушност сумата која што ќе биде распределена на земјите кои што учествуваат во програмата Еразмус плюс. Добро. Колкав е интересот од Европската унија, односно од Европската комисија кај нас, да има луѓе кои што од кај нас излегуваат во Европа и колкав е интересот од кај нас за излегување во Европа, односно преку користењето се разбира комплетно, зборуваме само за програмата. Така се работи за доста комплексна програма која што опфаќа и која што има потреба од сериозен интерес да има од двете страни. Европската комисија има сериозен интерес особено за кон земјите кои што аспирираат да имаат членство во неа, бидејќи на тој начин покрај другите работи кои што земјите кои што сакаат да бидат членки на Европската унија, покрај другите работи кои што треба да на еден начин да ги усогласат со земјите членки на Европската унија, потребно е и образовниот систем да го доближат до европските образовни системи, но при тоа да се има во предвид дека можноста да постојат одредени национални приоритети или национални специфики на одреден образовен систем остануваат како такви, но тие треба да бидат транспарентни, видливи и и практично да имаме можност мобилноста, пак ќе се вратиме на мобилноста да се одвива преку граници. Така што интересот на Европската унија е во тој дел, додека на Република Македонија интересот е преку ова можеме да покажеме и нашата евроинтегративна определба, но од друга страна има сериозен интерес од младите, но не само од младите, него и од сите партиципиенти во образовните системи без разлика во кој образовен подсистем се наоѓаат. Така што имаме огромен интерес од училишта, имаме огромен интерес од ученици, студенти, професори, наставници, вработени во градинки, вработени во тренинг центри и така натаму. И она што го претходно го кажав, бидејќи дел од програмата Еразмус Плюс е посветена конкретно на младите, има посебно поглавје кое што всушност го ја наследува програмата Youth in Action или Млади во акција, каде што тоа е позната програма која што ја имавме ние. Точно така. Македонија, да. И при тоа Европската комисија се одлучи 10% од вкупниот буџет кој што се определува за програмата Еразмус Плюс да биде посветен точно на оваа програма или на ова поглавје од програмата Еразмус Плюс. Па така тука ќе ги спомнам како најистакнати Европскиот волонтерски сервис, EVS програмата, да. Обуките и вмрежувањата, како и досега тоа го немаше во Република Македонија, овозможувањето на диалог помеѓу младите и луѓето кои што се носат одлуки или луѓето кои што носат политики. Значи тие се клучни сегменти во кои што сега аплицираат младите. Така што за однос на интересот од македонска страна, можам да кажам дека имаме сериозно висок процент на искористеност на средствата, што од една страна покажува дека Република Македонија е подготвена за да учествува рамноправно со било која друга земја или учесници од било која друга земја во било каков проект, што е многу добро, имајќи предвид дека ние имавме определен период на подготвителна фаза или имплементација на програмите во подготвителна фаза. Тука се изградија сериозно добри капацитети, особено од младинските организации, што генерално е нотирано и во сите документи на Европската комисија и на централизирано и на децентрализирано ниво. Значи имаме младински организации кои што учествуваат и преку Националната агенција во програмата, но учествуваат и со директно аплицирање во Брисел, бидејќи постои една таква можност, каде што морам да признам дека младинските организации во секој повик на Европската комисија успеваат во конкуренција на сите европски земји да добиваат грантови, што е исклучително важно за Република Македонија. По однос на она што се нарекува, например, мене ме заинтригира тој дел, само ќе го споменеме сега пред рекламите, па ќе се вратиме конкретно на младинскиот дел, програмата за доживотно учење. Тоа е нешто кое што предпоставувам, ќе ми кажете вие, дали е доволно искористено и дали воопшто е користено кај нас во Република Македонија? Дали има интерес реално? Така. Програмата Доживотно учење беше програма која што се имплементираше 2007 до 2013 година, но тоа не значи дека тука прекина, фактички си влезе како сегмент од Еразмус Плюс. Генерален сегмент на Еразмус Плюс, бидејќи стратегијата за образование и обука на Европската унија, стратегијата образование и обука 2020,
како основен сегмент во себе го содржи доживотното учење или концептот на доживотно учење и и усовршување, зголемување на професионални компетенции и така натаму. Во однос на овој дел, исто така ќе кажам дека имаме сериозна искористеност на средствата. Значи, во тој дел искористеноста на средствата ни надминува 90%. Значи, се разликува за само мал процент од искористеноста на сегментот млади. А во овој дел учествуваат институциите кои што основна компонента на нивното работење е образование и обука. Тука учествуваат училишта, учествуваат универзитети и училишта, универзитети и најразлични други тренинг провайдери, центри и така натаму, градинки кои што нудат било каков образовен сегмент во својата работа. И тука исто така можеме да се пофалиме дека од година во година ни се зголемува интересот, што е особено важно за нас, и искористеноста на средствата. Супер, одлично. Ќе продолжиме со разговорот по рекламите, да одмориме малку и ќе се вратиме во студиото. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалоид, Скопје. Младински културен центар представува за прв пат во Скопје легендата на американскиот рок-н-рол Марк Ланеган. Концертна промоција на новиот албум Phantom Radio, европска турнеја. Отвораат Дюк Гарвуд од Англија и Лиен од Белгија. Среда, 25 февруари, 21 часот. МКЦ. Марк Ланеган Бенд во живо. Одлепени цени во Веро. Портокали, само 25 денари. Јубилејно кафе Франк, 55 денари. Вино Тиквеш тъга за југ, 205 денари. Бомбонjera Бајадера, 309 денари. Бомбонjera Милка Срце, 273 денари. Фа Део спреј и стик, само 105 денари. Адидас Сет Гел плюс Део, само 209 денари. Од 12 до 18 февруари во сите Веро маркети. Веро, супер акција за цел град. За достоинство на нашите родители, нов ексклузивен центар за престој на возрастни лица со целосна грижа. 24 часа медицинска услуга. Програма за активно старење, извонредно место каде би сакале да престојуваат вашите родители. Резиденција Дабески, на само 8 километри од плоштад Македонија. Дарко Димитров во денешното наше студио, директорот на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Зборуваме токму за европските програми за образование и млади и за она што опфаќа Еразмус Плюс програмата која ги обединува сите оние претходни програми, вкупно 11, ми се чини, рече Дарко. Гледате дека слушам. Кажи ми, Дарко, вака сега, да бидеме малку по, да речеме, едноставни веќе по народскиот дел. Техничките информации ги дадовме во првиот дел. Зошто би одбрале младите или оние кои што се интересираат Еразмус Плюс? Така. Зошто би сакале да бидат дел од тоа? Еве ќе тргнам најпрво од училиштата, средните училишта, основните училишта и така натаму. Земајќи во предвид нашиот образовен систем кој што е релативно во движење и во реформи и така натаму, исклучително важно е за институциите, за нашите институции, особено училиштата, а после ќе се префрлам и на универзитетите, исклучително важно е да ги интернационализираат своите институции. Односно да не останеме затворени во систем во кој што функционираме сами со себе. Од тој аспект е исклучително важно да се учествува во вакви програми, бидејќи
искуствата кои што може да се превземат од други држави или други држави да превземат искуство од нас се од непроценливо значење за образовните системи. Всушност се работи за систем во кој што се учи. Така што ќе дадам еден многу едноставен пример од исклучително значење за ученици од училиште кои што се занимава со например со изучување на автомобилска индустрија или мекатроника или така нешто слично, да отиде во фабрика во Германија и да посети производна линија за автомобили. А практично она што го изучувал да го види на самото Токму место. така. Не секогаш тоа што го изучуваме имаме можност да го видиме во своето обкружување. Ова е програма која што го возможува тоа. Или исто така Добро, автомобилската индустрија овде кај нас и автомобилската индустрија во Германија е неспоредливо. Токму тоа, а сме имале такви примери. Сме имале примери каде што ученици и наставници од угостителски училишта заминуваат во големи туристички центри низ Европа, каде што можат заедно со училишта кои им се сродни на нив да учествуваат на најразлични настани, да превзимаат искуства, да превзимаат методологии на предавања, дидактички средства и така натаму, се со цел кога ќе се вратат тука да можат да дисеминираат помеѓу своите колеги, да го расшират своето искуство и да ги превземат позитивните работи во методите на кои што се учи. Ова од една страна им помага на поединците кои што учествувале во самиот процес на мобилност и на еден ваков проект, но од друга страна му и помага на институцијата која што учествува да го интернационализира своето постоење, тоест да се постави рамо до рамо со европски образовни институции кои што се во тој сегмент. Од друга страна, освен овие мобилности што ги спомнав сега или проекти од ваков тип, тука и познатата програма Еразмус, значи има мала разлика помеѓу Еразмус и Еразмус плюс. Еразмус всушност е старото име на програмата која што е наменета строго за високото образование или за академска мобилност, која што ги опфаќа кадрите кои што предаваат на универзитетите, тоест професорите, асистентите и така натаму, и студентите. Всушност се работи за најголемото парче од буџетот кој што се одвојува во програмата Еразмус плюс е мобилноста на студентите. За студентите е исклучително значајно учеството во програмата Еразмус плюс и во високото образование сега говориме, бидејќи на тој начин се овозможува вмрежување на студенти на европско ниво, што е исклучително важно, осамостојување на студентите кои одат на вакви размени, но и зголемување на личната самодоверба во неопределена мера, бидејќи досега искуствата ни покажаа сите студенти кои што користеа ваква мобилност и кои што беа надвор од државата и се вратија без разлика дали тоа беше на 3 месеци, што е најкратката можност, или на 1 година, значи сите се вратија со исклучително зголемени јазични компетенции, многу пријатели од други универзитети и од други држави, нации и така натаму, многу идеи за понатамашно функционирање и тие луѓе се стекнуваат со диплома дополна, која што е исклучително важна подоцна во моментот кога се бара работа, што значи дека овие студенти на пазарот на трудот излагаат за нијанса по-атрактивни од студентите кои што фиксно го завршиле своето образование на еден универзитет. Ова се докаже и во одредена мера и со анализата која што ја правеше Европската комисија, каде што всушност се заклучи дека студентите кои што биле на Еразмус студентска мобилност имаат предност, тоест полесно се вработуваат подоцна во животот. Така. Има еден дел овде во објаснувањето во флаерот кој што ми го дадовте пред емисијата, вели новиот пристап на Еразмус плюс носи и мене вака еден дел ме заинтригира, вели попријателски настроена програма или user-friendly програма. Со еден смајли до него. Да, точно. Европската комисија се потруди овој пат, земајќи ги во предвид анализите кои што се направија од програмите кои што изминаа, се потруди да го олесни пристапот на корисниците до овие програми. Така што од 2014 година всушност се работи за институционален пристап. Така што универзитетите, например, аплицираат за сите своји факултети, за сите своји студенти и за сите своји наставници и професори во Националната агенција. Училиштата аплицираат за повеќе своји наставници, група своји наставници и ученици и така натаму.
со што се дојде до олеснување во смисла да не мора секој сам за себе да аплицира, него се даде институционален пристап на програмата. Од една страна, а од друга страна, Европската комисија направи еден чекор кој што оди кон paperless, значи фактички аплицирање без користење на хартија, што значи дека намалување на бирократски процедури. Апсолутно, да. И се оди кон електронски систем на аплицирање кој што е релативно едноставен во смисла на пополнување на една апликација. Значи, апликациите кои што се достапни на нашата веб страна за аплицирање во Erasmus+, се електронски, може да се пополнат од дома, во целост, при тоа не треба да имате посебни познавања околу креирање на буџети и такви работи, бидејќи тоа беше особено проблематично порано, например, со Erasmus програмата, кога започна во Македонија, бидејќи не беше долг период, нели, дел од Македонија. Да, токму така, значи бидејќи не секој еден наставник поседува вештини во областа на финансии или така натаму, во случај постои автоматски калкулатори на врз основа на што само вие внесувате број на учесници, земја каде што ќе одите, партнер кој ќе ви биде, колку денови ќе престојувате и така натаму, кои ќе ви бидат целите и апликацијата автоматски го креира буџетот, така што во овој дел каде што беа забележени слабости во претходните програми, Европската комисија направи сериозно поедноставување на овој дел на апликацијата и сега е исклучително полесно, доколку сте корисник, е исклучително полесно да аплицирате за вакви средства. Во делот, например, овде кај земите учеснички во програмата на Erasmus+, пишува 28 земји членки на Европската Унија, ЕФТА или ЕА земјите како Исланд, Лихтенштаин и Норвешка, и земите кандидатки за членство со Европската Унија, Турција, Република Македонија. И сега, кои се критериумите според кои се доделува грант? Вака, но принцип во земјите учеснички, значи кои што ги спомнавте, тоа се земјите учеснички кои што учествуваат во програмата Erasmus+. Во околината, значи Грција, Бугарија и ние сме земји, програмски земји. Всушност се работи во самата програма, земјите се поделени на неколку нивоа. До предизвестно време, тоест до 2014 година, Република Македонија беше партнерска земја. Добро. Што представува разлика во однос на програмска земја. Програмска земја всушност значи земја рамноправна со сите земји членки на Европската Унија. И ние тоа ги исполнивме сите критериуми кои што ги постави Европската комисија во однос на тоа и во 2014 година ни беше доделен статусот со што всушност националната агенција преку програмата Erasmus+ влезе во Европска Унија. Така што ние сме сега програма која што на нашите корисници им овозможува буквално еднакви можности и еднаков пристап до сите фондови кои што ги нуди Европската комисија. Во однос на критериумите, за да бидат изберени за еден грант, всушност тука постојат неколку критериуми или нивоа на одлучување. Се работи за релативно транспарентна постапка која што е едноставна. Постојат 4 нивоа на одлучување и всушност по аплицирањето кој што е електронско, како што спомнав, Европската комисија врши распределба на апликациите. Апликациите кои што се за Република Македонија ги добиваме ние пак по електронски пат и тие поминуваат низ базична техничка проверка, која што е практично наједноставниот дел, да речеме, од целата работа, кај што технички се проверуваат документите во апликацијата, а подоцна се оди на квалитативна проверка, која што ние во Република Македонија се решивме да се дел од неа, поголем дел од неа да се врши комбинирано од странски и домашни надворешни експерти, кои што ги ангажира Националната агенција за квалитативно оценување на самата апликација. Штом заврши процесот на квалитативно оценување на самата апликација, се оди со комисија за селекција, која што е трет степен на одлучување, каде што всушност се создаваат ранг листите за добитни апликации. Добро. Но и за тие што се на резервна листа во согласност со буџетот кој што ни е ставен на располагање за таа година. На крај следува одлуката на директорот, но всушност се работи за исполнување на два основни критериума. Технички да е исправна апликацијата и да има квалитет во смисла на содржина апликацијата. Во врска со во овој поглед Националната агенција редовно врши обуки за пополнување на апликација, информативни денови и такви работи. Им помагате практично на луѓето да тоа е една од нашите основни цели, да ги обучиме луѓето да можат да пополнуваат апликации, да можат да пополнуваат квалитетни апликации, се со цел да ги проаѓаат овие филтри и да бидат избрани за грантирање.
Некаде сме при крајот на емисијата, имаме уште 2-3 минути. Со оглед на тоа дека сакав да прашувам за рокови за аплицирање, но станува збор за многу рокови кои што се во различни дадени периоди. Главните информации кои што луѓето или апликантите би можеле да ги најдат се на вашата интернет страница www.na.org.mk. Така? Значи na.org.mk со 3 пати двојнова на почетокот, нели? Е интернет страницата каде што можете да најдете се ова за што разговараме и многу детални објаснувања за тоа како можете да станете дел од конкретно да речеме програмата Erasmus+. За крај би сакал само да ве прашам, Дарко, има ли нешто што не го споменавме, а е многу важно да се сподели? Да, тоа е всушност најважната работа, е пристапувањето на Република Македонија полноправно кон програмата Erasmus+. Добро. Тоа е, да речеме, една точка во постоењето на Националната агенција, која што е најважна, бидејќи со тоа всушност ние успеавме да им обезбедиме зголемен буџет на нашите корисници и она што е битно и уште еднаш ќе ги повикам, благодарам што ја споменавте нашата официјална веб страна, ќе ги повикам исто така може да отидете и на официјалниот Facebook профил на Националната агенција, каде што фактички ги најавуваме сите можни обуки, настани, информативни денови, работилници. Како сте именувани таму на кирилица, Национална агенција? Точно така, Национална агенција за европски образовни програми и мобилност на кирилица. Може да се пристапи преку веб страната. Со цел да ги повикаме граѓаните во што поголема мера да аплицираат на роковите кои што ќе ги најдат таму се дадени, бидејќи нивното аплицирање или апсорбцијата која што ќе покаже Република Македонија во однос на аплицирањето и искористеноста на средствата, Националната агенција овозможува подобри стартни позиции при преговарање на буџетите за наредната година. Така што повеќе средства трошиме, тоа повеќе средства можеме да побараме. Значи што повеќе да се пријавувате, за повеќе да се потроши, за повеќе да се побара. Дарко, јас многу ви благодарам за гостувањето. Ви посакувам многу успех во работата и во спроведување на овие програми и во побарување повеќе средства следната година. Ви благодарам и на вас, ви благодарам на вашиот медиум и на вашата емисија, бидејќи на овој начин успеваме да допреме до повеќе корисници. Благодарам за поканата во вашата емисија. Се гледаме повторно. Сигурно имаме за што да разговараме многу пати. Почитувани гледачи, тоа беше Дарко Димитров, директорот на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, со кој што разговаравме за програмата Erasmus+, каде што секој буквално сега веќе може да си најде интерес, значи без разлика дали сте некој кој што е инволвиран во пониското образование или некој кој што е инволвиран во високото образование или пак оние програми кои што се за доживотно учење, дополнување, специализации, 11 програми различни кои порано ги имавме во Македонија, но ја немавме Erasmus програмата, сега веќе се споено како земја кандидатка за членство во Европската Унија, ги имаме тие можности. 3 пати двојнова .na.org.mk е интернет страницата, порталот на кој можете да се информирате и за роковите, бидејќи се многу различни во однос на трите клучни акции кои што ги има оваа програма и се што сакате да се информирате. Доколку нешто пропуштивте од оваа емисија, 3 пати двојнова .24vesti.mk во категоријата емисии, веќе за отприлика 1 час ќе ја имате во онлайн издание, па да ја споделите со други или да ја преслушате повторно, слободно направете го тоа. Од мене пријатно, се гледаме за час и половина.